и повторно врне, така што нема како вообичаено да зборувам од надвор, туку ќе морам сето снимање да го направам внатре. Меѓутоа, тоа што на Seat и на Volkswagen, меѓутоа многу повеќе на Seat, им успеа со Cupra, не им успеало на бројни производители кои што имаат марки со богати истории, со моќно име, со голем потенцијал за освојување на пазарот. Тоа што не му успеа уште на времето на General Motors со Saab, со шведски Saab, кој што не само што не го спаси, не го врати во живот шведскиот производител, туку и го отепа со тоа што пакуваше ефтина техника од Opel во автомобил што сакаше да го продава скапо со име на моќно име, што носи профит, а што понатаму не му успеа на Stellantis, односно во многу по-ограничен обем му успеа со Alfa Romeo, но дури откако италијанците ги воведаа поевтините модели, и тоа што никогаш не му успеа со Lancia, дај Боже да успее, и тоа што не му успеа ниту со Maserati, и тоа што сега го прави Мерцедес со AMG, со развој на собствени модели со независна каросерија од Бенцот, тоа го направи Seat и Volkswagen со Cupra. Cupra е бренд со сите нишани. Моќен бренд. Не продава ефтини автомобили, кои што се нашпинкани, служат да се паркираат пред кафичи да глумат деца дека ете имале Cupra, туку е марка што продава скапо. Условно скапо. Ова сепак е автомобил од 40.000 евра, меѓутоа се продава. Терамаров е втор најпродаван модел по Formentor. И на Cupra, и тоа се големи бројки. Во меѓувреме има, во октомври постигна 1 милион продадени примераци. Секако Cupra е изведена од Seat, Seat останува во игра, меѓутоа останува во игра таму каде што луѓе бараат автомобил со достапна цена, со убав имидж, секако. И тоа што исто му останува на Seat како пазар е пазарот на службени возила, значи флит пазарот, каде што секако нема да очекувате дека некој евана во Шпанија ќе вози Cupra, туку ќе вози Seat. И ова е, значи, SUV, прв SUV, Formentor е кросовер, ова е веќе SUV, спортски SUV, и понатаму во тестот ќе видите зошто нагласувам сега дека ова е спортски SUV. Да видиме што има да покаже оваа Cupra. Стартот секако е во мотоспорт стил, со копчето на волан. Ова е една практика која што менувачот е практика која што е воведе Volkswagen со ID тројката прв пат, меѓутоа никој не се буни веќе за тоа, навистина е практично, не одзема простор, не буни, да не збориме многу, да видиме. Вклучен сум во спортската програма, значи имам спортска, комфортна, индивидуал и слична програма, име и офроуд. Да видиме прво што значат овие 204 конски сили. Ова е 2-литарската изведба. Значи во основа е истиот мотор кој што работи во Cupra VZ, во Cupra. Добро, може да се забрзаме. Тоа е предноста на двата литри. Моторот е EA888. Прв пат беше вграден во Volkswagen Golf GTI од 6-та генерација од 2007 година. Најголемата измена во споредба со EA113 со тогашниот 2.0 TSI е од тоа што место каиш, место ремен, користи верига
односно по немакедонски сич. Моторот од тогаш има поминато 3 клучни промени во 4-тиот развоен степен. Од 2020 година, од тогаш се вградува овој мотор, че првите годишта моторот имаше неколку пропусти. Тогаш имаше меѓу другото и сервисен повик за синџерот, затоа што затегнувачот на синџерот, односно верига, јас го нарекувам по македонски, беше недоволно димензиониран и дозволуваше веригата да се издолжи. Значи, исто тоа се нарушува работата, односно усогласеноста на работата на коленастото вратило и на прегасните вратила, што е суштината на моторот. И Volkswagen го среди тоа во тие рани годишта на 2.0 TSI, EA888, на свој трошок ги смени веригите, затегнуваше сите чуда. Понатаму се јави и проблем се јавуваше и со клипните прстени, кои што се наменети да го симнуваат слојот масло од ѕидовите на кошулките, значи од кошулките на цилиндрите, да го соберат надолу во картерот. Тие беа недоволно димензионирани, затоа што инженерите имаа намера на тој начин да го смалат отпорот на триење. Исто тоа, значи, го направија чувствителен моторот на потрошувачка на масло и се јавуваше, значи, зголемена потрошувачка на масло и тоа е надминато. Така што од 2015 година наваму отстранети се сите оние детски болести, така наречено. Сега следи вклучување тука на автопатот. Нормално треба претходно да се префрли спортска програма. Празно, да видиме. Веќе 130. Забрзувањето до темпо 100 е некаде околу 7,3 секунди според фабрика. Крајната брзина е 225. Да видиме уште едно забрзување, да видиме од 60 што ќе се случи. Добро, нормално тука се пливува, малце се појави јаква планинка. Нема, навистина е моќно. Ова е вистински раритет од мотор. Реткост. 2-литерски мотори денес во оваа класа, во класата на компактните SUV, патем тоа е најпродаваната класа автомобили на европскиот пазар. Единствено има 2-литерци во BMW и тоа во X723 X-Drive, каде што има 218 којски сили. Понатаму во Mercedes GLA 200 и 224 Matic, каде што има 224 којски сили, 2 степени, се меѓутоа исто има 2-литерски бензинец. Volvo исто така има во XC40 има 2-литерски мотор, меѓутоа таму е плаг хибрид. Други 2-литерци нема. Со таа моќност, чист бензинец со турбо натполнење и директно впрскување има само уште Dongfeng, Forting, T5. Зошто Volkswagen може да си го дозволи тој луксус единствен да произведува, односно и да вградува 2-литерски мотори кои што имаат повисока потрошувачка на гориво, фабрички, и кои што не се електрифицирани. Се друго што некогаш било 2-литерски бензинец, веќе одамна е сменето со изведба или со плаг хибрид, или со фул хибрид, или плагин хибрид. Volkswagen го има тој луксус како моќен производител да нуди паралелно и плагин хибрид покрај 2-литерец, каде што тој располага со 272 коњски сили, меѓутоа е еден 5-литерски мотор таму. Познавач на возењето на мотор со голема работна зафатина ќе знаат да ја балансираат потрошувачката токму поради високиот вртежен момент, односно замавот, што го има 2-литерскиот мотор. И еве на горнина, еве, ова е со 2000 вртеж. Ништо.
1700 килограми тежи терамаров. Главното прашање не е за тоа дали ќе влече добро овој мотор и дали ќе биде моќен, туку главното прашање е колку ќе бара награда за сето тоа, односно колку ќе потроши. Според производител, потрошувачката во град е некаде околу 11 литри, а на автопат е некаде, односно просекот е околу 7,5. Ето го паркингот по Страцин. Просечната потрошувачка е со вред 8,5. Со вклучувајќи ги сите забрзувања, значи 4 забрзувања, полни забрзувања до темпо на автопат, до 120-130 на час и неколку меѓу забрзувања, тоа е солидна потрошувачка, значи далеку од тоа дека е економично возење. Тоа што досега го искусив со Купра, а што се разликува од другите автомобили со автоматски менувач, е тоа што секогаш овој DSG секогаш го наоѓа вистинскиот степен. Кај други автоматици, еве го, значи ова е ето го погонот на сите тркала. Значи кај на делот тоа што го покажува овој Терамар со 4Drive, тука се предностите на погонот на сите тркала. Со друг автомобил тука се јавува изразено подуправување, значи до толку што гумите веќе се изобличуваат. И дури и нема потреба за мануелно да интервенирам во промените на степен, затоа што еве сега кога ќе сопрам тука, автоматски ќе префрли во втора. Добро, веројатно влегов малку побрзо отколку што за втор степен, меѓутоа тоа одушевува посебно интелигенцијата, помошта, асистенцијата од тоа што менувачот, интелигенцијата на менувачот помага за да не влезете во свиок во превисок степен на пренос, кој што би значил губење на стабилноста, а посебно тука, каде што е лизгаво, значи ова е. Меѓутоа, секако, кој сака да има дополнителна безбедност во возењето, секако, погонот на сите тркала е од голема корист. Добро, да вратиме во нормална програма. Сега за враќање во нормална програма треба 15 копчиња, затоа што прва кога ќе ја притиснете тука ви е рейсинг програмата. Сега да видиме потрошувачката. До тука беше качување, и тоа не качување, туку динамично качување. 11,4 ми е просекот. Меѓутоа ништо страшно. Ќе паѓа оваа вредност. Јас очекувам дека ќе падне под 9. Тука завршува и втората делница. Тука сум по Пробиштип, поминав 33 километри од Страцин, просечната потрошувачка е 9,3 литри, што е фантастична вредност, посебно што возев крајно динамично од Кратово нагоре. Моја мала вина, мал пропуст, оваа вредност требаше да биде околу 9, е тоа што возев во трет степен постојано, значи од спуштањето надолу, и тоа ја зголеми потрошувачката дополнително, така што оваа вредност требаше да биде околу 9, меѓутоа вистинската слика за потрошувачката, за економичноста, секако овде е главното возните својства, вистинската слика за тоа колку може да биде економичен овој мотор, 2-литарски, со 204 конски сили, следи на третата делница, од тука до Велес. Преку Штип, тоа е завршетокот на третата делница, тука сум кај Велес. Имам поминато 68 км од Пробиштип, просечната брзина е 65 км на час, сум патувал 1 час, како и секогаш, тоа се значи вообичаени вредности, просечната потрошувачка ми е 5,7 литри. Значи тоа е најниската потрошувачка која што може да се постигне без преголемо откажување, значи сепак тоа е некоја делница споредни патишта. Сум задоволен од оваа вредност. Понатаму останува уште четвртата делница,
а тоа е автопатот. 110 на час со некаде под 2000, 120 би била 2500 вртежи. Значи, тоа е вообичаен пренос и уште едно забрзување. Со друг автомобил тука би требало да се фати задат за да се совлада убаво ветерско. Меѓутоа со 320 Нм и со дволитарец, здрав дволитарец, невото ќе почувствува нешто терамаров нагоре, не, 70. Ниту на момент не се околева 130 со 2700 верувам дека, тоа не е прецизно. Забрзувањето тука заврши, нема повеќе забрзување, нема повеќе нагорнење, има уште овој дел, ето тоа е мал. 12,0 е просекот. И тоа покажува и предноста на дволитерски мотор. Малечок мотор, кој што е со помала работна сефатина и со помала моќност, при поголемо оптоварување, секако дека повеќе се напрега, се намалува ефикасноста на работата, а тоа значи дека и ќе потроши повеќе отколку дволитерска машина, дволитерски монструм. А денес монструм е 2 литра се луксус. Значи, следно дека човек е на отворено, нема што да се грижи околу дволитерскиот мотор и околу тоа што не постои дизел веќе. Од полнењето вкупно, значи целиот просек од денешната тура со сите 4 делници, имам поминато 239 км, значи тоа е и надвор од турата, има и, значи, и градско возење вклучено тука, од мал дел, 239 км, 8 е просекот, 51 е просечната брзина, аз сум возел целово снимање, целово возење, денешно траело 4 часа и 39 минути. И тоа е завршетокот на денешната тест-рута, возењето. 9 е просекот од Велес до тука по автопатот, 83 бил просек, со тоа што има, нели, тука сум во Катланово, имам уште 380 км досег, чисто да спомнеме. Во смисла на електричните автомобили, Купра има и 2 електрични модели, меѓутоа не сме ние дораснати како пазар за електрична Купра. Следи поглавието за следната добра работа кај Купра е кокпитот. Кокпитот е различен. Кокпитот не следи никоја шема и не е здодевен, туку е шпански. Купра различен. Секако ги има овие детали во боја на бакар. Купра, иако Купра доаѓа од Куп Рейсинг, доаѓа од мотоспортот, меѓутоа ете се поистоето со бакар, се надоврзува убаво се совпаѓа таа асоциација. Ево го има и тука, го има и во рамката, го има тука на прекинувачи, го има секако на воланот, секаде ги има тие Купра детали, копер детали, бакар. Изработката е премиум. Материјалите се меки, навистина, не само што се меки, туку и изгледаат убаво, мат боја, значи не е ефтина рефлексија, ефтин одсјај, туку е се гледа дека е скапа изработката. Единствено овој материјал под овој рап се до тука е меко обложено и со угледни материјали, тука е секако поевтина пластика, меѓутоа тоа е вообичаено секако. Има уште многу класи на тоа, така што секако дека не треба да се забележува за тоа дека било оваа пластика ефтина. Средишната конзола исто така не е заборавена, не е запуштена. Единствено, оваа пластика не е обложена тука, меѓутоа пак има повеќе мрснотија во неа и не е тоа пак ефтина пластика. Убаво ми се допаѓа изработката и чувството за материјалите. Вклучување во спортска програма. Ето.
тука е важно автоматикот секогаш да го избере вистинскиот степен, затоа што е врнежливо, лискаво, значи не само што е врнежливо, туку е и потоп. Меѓутоа тоа што досега го искусив со Купра, а што се разликува од другите автомобили со автоматски менувач, е тоа што секогаш овој DSG секогаш го наоѓа вистинскиот степен. Кај други автоматици, еве го, значи ова ете го погонот на сите тркала. Значи кај на делот. Овие се сведоци што ги познавам добре, знам кој автомобил како се однесува, меѓутоа тоа што го покажува овој Терамар со 4Drive тука се предностите на погонот на сите тркала. Со друг автомобил тука се јавува изразено подуправување, значи до толку што гумите веќе се изобличуваат, се покажува делотворноста на инженерингот во возните својства. Тие што знаат дека Купра е во возните својства, а не во шарите, во тоа што копчињата биле тука, па биле бојата, не знам, боја на бакар, знаат дека Купра треба да ја очекуваат во возните својства. И се покажува. Терамар во возење не се однесува како SUV кој што е преку 4,5 метри, кој што тежи над 1,7 тон. Туку добивате впечаток во возење, добивате впечаток како цело време да е Леон. Меѓутоа, кога ќе видите колку сте повисоко од другите автомобили, колку е просторно, колку е голем авто, тогаш сваќате колку всушност е мајсторски изведен Терамар и секоја Купра. Навистина, дури во воланот, прво кога ќе седнете, чувствувате дека во воланот е нешто различно. Значи е многу подиректен, многу е по-линеарно реагира. Доколку ова е тркачка патека, навистина ќе може уште 20% од ова што тука го покажува ќе издржи додека дојде навистина додека влезе во гранично подрачје. Камберот напред, односно нагибот на предните тркала е поголем во споредба со останатите модели од оваа класа, со тоа се овозможува поголемо странично држење и по долго лизгање практично, странично лизгање, доколку вклучам во доколку ова беше везет, односно велоз, има таму и изведба Купра, каде што се дозволува контролата на стабилноста многу повеќе да дозволи лизгање. За нетркачка патека, не тука секако. Управувањето е врв, значи е подиректно. Покрај тоа што нагибот е поголем, незначително, не се тоа големи вредности, исто и надолжните водолки напред се сменети еластокинематиката, односно зглобовите се ставени, се поскапи зглобови, по-квалитетни зглобови, кои што дозволуваат подиректна реакција. Значи, и со пирачките исто се надоврзуваат на приказката. Значи, не седите во автомобил кој што е максимално скрутен и кој што има направено чип тюнинг, односно зголемена мощност, туку е направена една спортска машина за спортско живење во секој поглед. Просторно е, средишната конзола не е толку нападна, ова е многу згодно нешто. Значи, тука може да си пуштите рака со Купра, да си се држите за рака со Купра. Може би тоа што ми недостига е надолжно местење на потпирачов за лакт, меѓутоа е сосем вред, убаво обложено, има простор натре, верувам дека е разладувано, многу е подлабока таа преграда, значи до сега до тука, има практичноста е вред, просторноста е вред, функционалноста е вред, напред просторноста е вред, да видиме што вели назад. Охо, како никој друг Купра модел. Значи имам изобилство простор за колената, имам цела шака тука, 10 сантиметри имам и има вдлабнување, значи и повисоки луѓе од мене ќе седнат тука и
има простор за тоа што седиштата на Купра се спортски школкести, значи тоа сепак се масивни седишта и одземаат простор, меѓутоа се внимавале луѓе. Ме изненади просторноста назад, навистина е просторно чувството и тоа што има по конвенционална форма, по кутиеста форма во споредба со Форментор, значи се огледува во просторноста, значи назад немам никакво стеснување, се седи многу пристојно, широко е, нема спуштање на покривот, секако тука е стаклен покрив, кој што сега не можам да го отворам. Убаво е што се повторуваат деталите од напред, значи бакарни детали, изработката исто назад, истите материјали. Добре, сега можело малку тука оваа површина да биде малку поскапи материјали, барем во овој дел да се вградат, исто и рачките за повлекување на вратите, значи да, назад сепак можело да се примени малце повеќе внимание, иако ете ова амбиентално осветлување е повторено и тука. Ова е со динамика, значи пакет има дополнителен тест возилова, има опционален пакет динамика кој што има значи облога на седиштето со нешто што е слично како алкантара, меѓутоа денес тоа е вештачки материјал кој што е во голем дел рециклиран, меѓутоа технологијата напредувала, така што не треба луѓе веќе да паничат за тоа дека ова не е алкантара, скапа алкантара или кожа скапа, туку е убава замена, пријатно изгледа, навистина. Подпирач добро, тоа сето е во ред. Да видиме, значи може да се ова е практично, значи има копче тука, веднаш, за да може да се собори овој простор за долги предмети. Сега да видиме дали може да се собори исто и не може. Значи морам... Опа! Добро. Бидејќи не можам да излезам, убаво е тоа што се влежиштуваат подпирачите. Значи, цврсто се создава цврста подлога, подот е значи на две нивоа, така што може да се добие и целосно рамен под, меѓутоа е обложен и страниците се обложени, не е тоа ефтина пластика. Просторност има 540 литри, тоа е многу простор. Сега за враќање да видиме, добро. Веројатно нема повторно да ме удри по глава седиштето. Значи има местење на агол, може да се мести веројатно и агол, иако можело малце да има рачка тука. Да, се мести по агол, може да се исправи повеќе или да се налегне, зависи ако сакате повеќе простор да има за нешто во багажот. И згодно нешто, лесни се, значи убава кинематика има и тоа што ми се допаѓа. Се мести и по должина. Сега тука нешто запнува. Веројатно никој не го ни пробал тоа. Да, еве, се мести по должина и тоа има солиден опсек на местење по должина. Сега тој податок за 540 литри не знам дали се однесува на со клупа која што е повлечена целосно нанапред, меѓутоа сите овие дополнителни функционалности и оваа просторност ми се допаѓаат. Значи ја заокружуваат сликата на Терамар. Ја заокружуваат многу сликата. Опција, значи, тоа што го спомнав, овој материјал е динамика, доаѓа заедно со електрика на седишта, со меморија, доаѓа заедно со амбиентално осветлување и доаѓа со тие Купра детали. Значи тоа се, меѓутоа не се прескапи пакети, малку се пакети, убаво се изведени, чинат максимум 1500 евра, што е далеку од некогашните, па двојно се спуштени цените на дополнителната опрема во последниве години и тоа навистина, барем кај Volkswagen е случај и ми се допаѓа што е така направено. Јас би очекувам малку повеќе да има опции во списокот на опременост, меѓутоа производителите не си го дозволуваат токму од причина за да можат тие пакети да ги понудат по многу подостапни цени. Да видиме, багажник. Тоа што го има како згодна функција Купра Терамар, еве го, значи ќе клоцнам, виртуелна и се отвара багажникот со сите глупости што се внатре сместени, значи еве пак,
Секако тоа не е клоцање, тоа е виртуелно и ти кажува дека е примила наредбата, си го затвора багажникот додека јас комотно си ја држам камерата во раце или можеби некој товар. И тука се чувствува комфортниот карактер, кој што дополнително е нагласен со тоа што има тука и ДЦЦ, значи приспособливо подвозе. 19-ки се тркалата, меѓутоа ништо од тоа, од предрасудите дека големи тркала ќе го нарушат комфорот во возење нема. Тоа што исто ми се допаѓа е искрушната изолација, значи страничната стакла имаат дополнителна изолација, ништо не се чувствува. До тука се беше масно, тука сум по скршнувањето кај крупишта во насока на Штип и навистина се покажува колку е комфорен на квалитетен пат, колку е тива, колку е пречистен од секакви удари, шумови и слично. Тука сум веќе на телницата која што големите производители треба да ја вклучат кога тестираат автомобили, место да одат по Африка и слично, може тука да дојдат во Македонија, на 1 километри од Словенија и да тестираат тука дали автомобилите им се комфортни. Ова е ужас пат, значи повеќе се распаѓа од колку што е пат и уште малку има до тој дел кој што е најоштетен. Со човеков пред мене вози побавно затоа што му остава траги патов очигледно со 60 на час, иако е дозволено повеќе. Сите тука забавуваат. Ништо не се чувствува. Значи, покрај тие возни својства, отпорни, цврсти возни својства, стегнато подвозје кое што го покажува Купра, би се очекувало тука да биде крута, тврда, непријатна за возење. Напротив, ништо од тоа. И тоа е еден компромис кој што го надминаа веќе одамна инженерите. И навистина е комфорт, ми се допаѓа изолацијата звучна. Има потреси, меѓутоа се добро филтрирани, добро потиснати тие не е неконтролирано. Значи сепак е малку покруто подвозјето од колку што би било кај некој автомобил кој што е комфорен, па ќе се истетерави таму горе по свијоците. И малите се сосем прифатливи, повеќе од прифатливи. Значи тоа е реалниот фидбек кој што може, тоа е најмногу што може да се постигне од пречистување на така. И еве го тело, еве го. Нема резонирање, доколку каросеријата не е цврста, не е добра. Структурата, каросеријската структура не е добро проектирана, бе круто отпорна на свивање и слични работи, и изолирана, тука ќе се појавуваат звонување, ќе се чувствувате како метална кутија. Нема резонанција од каросеријата. Тоа е уште една придобивка од цврстата каросерија. Drive Profile сега е во комфортно, да видиме како ќе изгледа во перформанс. Што ќе се смени со подвозјето во перформанс, дали ќе се скрути? Да. Се чувствува како онаа тврдост која што ја има, да, многу е сосем поразлично приказна. Меѓутоа само крутост се јавува, нормално добро изолирана и нема паничање околу ударите. Голема разлика меѓу комфортни и перформанс програми и индивидуал, да видим. Значи во индивидуал можам сега да еве го. ДЦЦ можам да изберам подвозјето дали да работи крајно комфортно, еве го. Сега целосно неверојатно. Значи толкава разлика да може на 10 метри да ја почувствувате, тоа е инженеринг. Секоја шест Volkswagenovци или како да ве наречеме, Поршеовци, Аудиевци. Сега, да, се чувствува покруто подвозје, меѓутоа
Затоа ја имате ова. И имате дополнителни други работи тука. Непременно што да изберете моторот да функционира по будно, значи да биде насочен кон перформанси, меѓутоа подвозјето да биде комфортно. Ако сега сум на комфортно подвозје, меѓутоа можам да изберам, да видиме, што да изберам. Управувањето нека се биде такво, моторот, па нема што да коригирам. Едно може да дува повеќе. Еко, значи може и еко да биде. Добро, за да помалку да потроши. Да не се забораваме. И уште една работа која што е посебна скај овој Терамара, тоа е делот од дополнителната опрема е озвучувањето Sennheiser. Значи германска фирма која што е специјалист за микрофони и слушалки, прават и студиска опрема, тама кај што се продуцира музика, продукцијата на музиката која се снима и продукција на снимката. И озвучувањето исто така е Sennheiser, германско. Тоа е блиско до Wolfsburg, фирмата, семејна фирма која што е поим во аудиоезотеријата. И многу пригодно е да биде тука Sennheiser озвучување во Cupra, марка на Volkswagen. Да ги спомнам системите за асистенција, значи опремена е со се. Радарски темпомат, предупредување за возило во мртов агол, се предупредување при опасност од судар, следење на будност на возач и слични нешта. И најдоброто, исклучувањето на сите тие системи се врши во еден потек, буквално во еден потек. Ова може да биде пример за сите. Ево каде е. И сето тоа функционира многу едноставно, ево систем за следење лента го исклучувам, камера за знаци да не ме предупредува, да не ме гледам лево-десно по девојки и слично. Значи сето тоа се случува ево тука. Значи да се вратиме, систем на лента не ми пречат, доброто е тоа што не ми пречат системите, значи многу се ненападни, кај други производители се нешто овој титка 15 минути ќе ви биде потребно додека најдете каде се случува, дека се сетите каде се случува и вклучува, тука е го каде. Се е тука. Паметни луѓе во Volkswagen, имаат многу марки, многу произведуваат, извежбани се. Тоа што е посебност на Cupra секако е стартувањето тука на копче, на воланот и пристапот до програмите за возење исто така на копче. Сега нема ротација, нема дополнителни функции како кај Porsche, меѓутоа е згодна работа. Ги има овие рачки на воланот кои што се изработени, па не се нешто многу убедлива пластика. Тоа е пластика, можело да биде малку алуминиумче тука да биде ставено. И уште една посебност е ракувањето со менувачот, кое што е во стил на ID3, меѓутоа и во бројни други модели се повторува ова ракување, целата бранша преоѓа на ракување со степените на пренос, односно со програмите за возење. Денес имаме автоматици, немаме степени на пренос. Со програмите за возење на рачката тука се бришачите, окей, да, треба малку привикнување. Има два различни прикази на инструментите, значи ова е спортскиот приказ, каде што главно ви се прикажува бројот на вртежи, брзината и ви се прикажува дополнително уште и колку е притисокот на надполнење во турбината и ви се прикажува странично забрзување. Значи позитивно, негативно забрзување, ви се прикажува странично забрзување, сето тоа е многу згодно и ненападно, значи дури после ќе го забележите. Тоа е класичната програма, тоа е спортската програма. Средишниот дисплеј има различна графика од другите модели, секоја марка си има различна графика, Шкода има различна графика, Сеат има различна. Мени тоа не ми е многу најпрегледно. Може би треба подолго време за привикнување. Меѓутоа работи брзо, прегледно, има убав контраст, висока резолуција, тоа е несомнено. И тоа што е најзгодното, пристап до брзите програми. И може дополнително да се вклучат и дополнителни функции. Тоа многу ми се допаѓа. Значи многу е едноставно изведено. Тоа е за пофалба.
Терамар е крстен по тркачка патека во близина на Барселона, која што е изградена во 1923 година, и тоа е едно од најстарите тркачки патеки во Европа. Во тоа време имало тркачки патеки единствено Брукленц и Монца, и во САД мислам дека има уште една патека, Индианополис, која што е исто толку стара, и е Терамар. Во близина на Сиджис, Барселона. Секако шпанците тогаш имале богата индустрија, тогаш се произведували Хиспано Суиза. Била богата автобуската индустрија во Шпанија и моќна, и нормално било да се изгради таква патека. И секако шпанците ќе ви кажат дека на таа патека е израсната Купра, што точно значи Купра на европската сцена. Најсвежо видов во Шпанија за време на презентација која што се одвиваше во Сиджес, во близина на Барселона. Таму живее аристокрацијата на Барселона, стари фамилии, шпански, со вили практично на 100 метри од брегот. Нема да видите хотели, туку вили, семејни вили. И покрај тоа што ќе видите Астон Мартин DBX. Нема да го чуете, туку ќе го видите. И ќе видите Купра. Таму ќе видите Купра Форментор. Секако впечатлива со бојата, со тркалата, со впечатлива појава. И личи. Купра ќе оди и на пазарот во Северна Америка. Терамар е првиот модел кој што е позициониран јасно во насока на пазарите во САД, Канада и други пазари во тој регион. И секако како SUV, тоа ќе биде важно за брендот, освојувањето на тој пазар ќе биде важно за брендот, за да може оваа моќ да се издржува, што патем и нема да биде проблем, затоа што Купра не продава ефтини автомобили, како што спомнав на шпинкани, кои што носат одвај некаков зголемен профит, туку носи примерна, пристојна заработка, пристојна добивка, а тоа значи дека оваа марка ќе може да развива уште повеќе модели, да развива уште посамостојни и уште по Купра модели. Иако и ова што сега го возам, не гледам дека толку тежи ова е Volkswagen, ова е Seat. Не, ја чувствувате дека е Купра, дека е, ја чувствувате марката, дека е нешто различно. Секако и во возењето, и во кокпитот. Сето тоа што во приказната која што ја следи Купра како спортска марка, значи целата таа приказна е комплетна.